Хоризонти е заеднички проект на Гласот на Америка на македонски од Вашингтон и Радио Слободна Европа на македонски од Прага. Темата, што нашите новинари ја истражија за првото издание на Хоризонти, е влијанието на Русија во Македонија. Најпрвен за состојбата на теренот Зорана Гаджовска-Спасовска од Радио Слободна Европа известува од Скопје. Изминатиот период Русија покажа зголемен интерес за случувањата во Македонија, особено по почетокот на политичката криза во земјава, по крвавата полициска акција во Куманово и по масовните протести во мај. Ненавикнатата македонска јавност на реакциите на руската дипломатија беше зачудена од изјавите на рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров, кој минатата пролет отворено го обвини Западот дека подготвува конфликт во Македонија. Поддршката на владачката партија кон Русија беше забележлива и на големиот собир на владачката партија во мај минатата година, каде покрај македонските се веа и руските знамиња. Зголемениот руски капитал во земјава кој се врзува со представници на македонската власт ја отвори дилемата и за зголемено руско влијание во неа. Поранешниот премиер и актуелен лидер на ВМРО ДПМН Никола Груевски покажа поддршка и кон рускиот бизнисмен Сергеј Самсоненко, кој во последниве години постојано ја шири својата бизнис империја во Македонија. Откако ги презеде женскиот и машкиот ракометен клуб Вардар, стана доминантен сопственик и на истоимениот фудбалски клуб. Самсоненко беше и дел од политичката изборна кампања на ВМРО ДПМН. Додека добриот тим прави разлика во резултатот, добриот политичар прави разлика во квалитетот на животот на сите граѓани. Таквите луѓе лесно се препознават. Лесно е да препознаеш квалитет. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш. Тој управува и со новиот спортски центар Јане Сандански во скопската општина Аеродром, кој чини 15 милиони евра и во кој покрај двете спортски арени се наоѓа и хотелот Русија, угостителски објект со 4 звездички со 61 апартман, а во меѓувреме стани донатор за изградба на првата руска црква Свети Тројца. Ова е првата руска црква која што се гради во Македонија, чиј донатор е рускиот бизнисмен Сергеј Самсоненко. На поставувањето на камен темелник присуствуваше поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан. За поврзаноста на Самсоненко со власта говорат и податоците дека ќе основа авиокомпанија чиј директор ќе биде поранешен функционер. Истражувањата на дел од медиумите покажуваат дека неговиот капитал влегол и во земјоделскиот комбинат Пелагонија и македонска фабрика за млеко, заедно со познат бизнисмен поврзан со власта. Во земјава присутни се и компаниите Синтезис Груп, Солва и Гришко, а во јавноста се шпекулира дека зад Балкан Енерджи Груп стојат руски пари со потекло од Белиза. Руски инвестиции во Македонија се присутни преку нафтено-продажните пумпи на Лукойл. Руската компанија Лукойл, првата бензинска пумпа, свечено ја отвори на денот на независноста на 8 септември 2006 година и досега се прошири на вкупно 28 локации. Од пред неколку години руското влијание е присутно и во медиумите. Ова е трета година како излегува руска реч како додаток во весникот Нова Македонија. А пред еден месец беше отворен и руски центар во рамки на УКИМ. За центарот стојат фондацијата Руски мир, основана од Путин, и руската амбасада во Македонија. А сега одиме во Вашингтон. Што мислат аналитичарите за руското влијание во Македонија? Прилог на Јане Бојаджиевски од Гласот на Америка. Македонија не е единствена земја во регионот кој има нагласени руски инвестиции. Повеќето инвестиции се фокусирани во енергетскиот сектор и во рударството. Севкупниот обем на руски директни инвестиции во македонската економија засега надмина од 400 милиони долари, со тенденција за натамошен раст. Јанош Бугајски е аналитичар од Центарот за европски политики и анализи во Вашингтон. Коментира: Русија и Западот имаат целосно различни агенди за регионот. Whereas European Union and NATO leaders would like to see every country. Додека лидерите на НАТО и на Европската унија сакаат да ги видат сите земји штом ги исполнат условите, Русија има спротивна политика. Сака да ги држи надвор од Европската унија и НАТО. Дури ако не успее да ги интегрира во така наречените проруски организации како Евроазиската економска унија. Москва би сакала тие да се неутрални и понекогаш да изразат поддршка за руската политика, да овозможат влез на руски инвестиции кои патем се нетранспарентни, да дадат зелено светло за енергетските проекти на Москва, да и дадат поддршка на меѓународната руска агенда, да спречат проширување на НАТО. Москва потикнува социјални немири, етнички конфликти, овозможување корупција и енергетски монопол, форсира територијални претензии и скандали како што беше неодамнешниот случај во Македонија, оцени Бугајски.
They were rubbing their hands in glee when they heard about these scandals. Тие веднаш се вклучија во скандалот со прислушкување, се преправаа дека ја поддржуваат владата, тврдеа дека меѓународната заедница сака да организира кадифена револуција против владата на ВМРО ДПМНЕ, а истовремено обидувајќи се да ја повлече Македонија повторно во руската орбита на влијание. Интересен е тајмингот. Русија сака да ги попречи овие земји, вклучувајќи и Македонија, кои постигнале многу на патот кон НАТО и Европската унија. Пол Гобел е долгогодишен експерт за етнички и религиозни прашања за Евроазија. Според него Москва прави се што е во нејзина моќ, по дипломатски пакт и преку пенетрација во медиумите да го промени јавното мислење во земјите од Балканот, иако без поголем успех. I don't think that Moscow has been as successful. Не мислам дека Москва е успешна на тоа поле како што пишуваат многу аналитичари. Мислам дека досегашните обиди на Москва фундаментално да го смени правецот на размислување на граѓаните од Балканот се неуспешни и не сум многу загрижен. За него не е новина ниту дека проблемот што Европската унија го има со бран од бегалци ја принудува Европа само да ги зајакне критериумите за членство за новите членки. There have been suggestions. Има сугестии дека една од причините за бранот бегалци кон Европа е дека Москва прави се што е во нејзина моќ да промовира голем проток за да ја ослаби Европската унија и да ја зајакне позицијата, да има поголемо влијание врз Балканот и во Источна Европа. Руската влада има долгорочни стратешки цели и борбата за доминација и преваз во регионот нема да заврши за еден ден, туку ќе трае со години, вели тој. Од голема важност е гласот на Америка и други западни меѓународни емитувачи да играат главна улога во обезбедување точни информации и анализи за регионот. Сад треба да се пофокусирани на Балканот. Вашингтон е предизвикан и треба да одговори на зголеменото руско влијание врз Балканот, предупреди Гобел за гласот на Америка. Според американските аналитичари во Вашингтон, Русија во овие моменти умешно ја користи бледнењето на поддршката за Европската унија на Балканот. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон. Поздрав од нас до следното издание на Хоризонти. Јас сум Лилица Китановска, уредник во Гласот на Америка на македонски од Вашингтон.